И се сеќавам, тоа беше сабота, влегуваме во македонска телевизија на портирница долу, преку 200 деца имаше, мислам дека, кои што дојдовме на таа аудиција. Немав појма, сериозно немав појма каде доаѓам. Јас знаев дека сакам нешто, појма немав што е тоа и што ќе ме очекува таму. Цел ден седевме нормално едно по едно, мислам во тоа време, јас гордо можам да кажам дека во тоа време македонска телевизија, зборувам за почетокот на 90-тите години, беше институција и беше поим за тоа како треба да изгледа една радиотелевизија. За мене тоа беше се фасцинантно, како мало дете, се ти изгледа големо, студија, простори, самиот хол. Окапавме цел ден, значи до 4-5 попладне, додека да поминеме сите деца. Едно по едно на аудиција, влегувавме во просторијата каде што беше Софија Гогова, Прчаковска. После моите родители, мојот прв сериозен ментор, кој што ме има обликувано многу позитивно во животов. И нели завршува аудицијата дента, тоа беше вербален разговор. Јас немам појма што е сега понатаму, подоцна се јавуваат, имаме втора рунда, значи прва селекција помина, имаме втора рунда пред микрофон во студио, имаме трета пред камера. Од тие 200 деца, мислам дека, влеговме 6 или 8. Не се сеќавам колку. Јас до ден денес не знам што било тоа, што за мене било пресудно, како дете од 6 години, кое што рекле Наташа треба да влезе помеѓу овие 6 или 8 деца.